Ајде бадниково гранче тука символ на верата. Божји дар у куќето за среќа, милост и здравје. Повелете. 82-годишниот Дане Лазаров од Штип секоја година може да го видите како продава бадникови гранчиња. Вели дека ова не го прави за да спечели некој динар, туку да ја продолжи традицијата, бидејќи ова е единствен начин за на младите да им објасни зошто е потребно на бадниковата трпеза да има и бадниково гранче. Ова е символ на верата, бидејќи Исус кој се родил и огреан од тоа дрво со тоа гранче. И тоа останува како Божја заповест дека е символ на Божјата вера. Бадниковото гранче е од дабово дрво, за кое се смета дека е неиздржливо и нејвековито. Дабот символизира долговечно здравје и издржливост, а народните верувања велат дека со внесување на дабовите гранчиња во домот, неговите особини ќе се пренесат на сите оние луѓе што живеат во тој дом. Според народните верувања, гранчето се остава на масата за бадник, а наредниот ден се врзува за родно дрвце. После утре, дента кој има двор, да речеме, на слива, јаболка, носат ги некои на лозие, на оравот, на дрво го врзат, како родно дрво, како дар од Исус, да дрвото има повеќе род. Во петок ќе се постави бадниковата трпеза која ќе биде посна, ама богата. Традиционално на масата за вечера треба да има риба, граф, погача без квасец и суво овошје.